Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Уште едно директно јавување преку радиостаницата CMR, почитувани слушатели. Денес се навршуваат и 152 години од рожбата на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Токму во вечерашнава наша емисија ќе дадеме и прилог за Делчев, потоа продолжение на за македонските кралеви, за да потоа дадеме коментар на неделата и завршувајќи со блиц вести. Најпрво ќе дадеме специјална честитка од страна на председателот на Организацијата Обединети македонци Драги Стојковски, кој со неговата управа на целиот македонски народ го честита роден денот на апостолот Гоце Делчев, но истовремено сака да се заблагодари до сите присутни гости кои заеднички го прославуваа Гоцевиот роден ден синоќа на банкетот, како и до сите учесници на синоќашната вечер. И додека синоќа се пееше и играше на банкетот, вечерва пак од името на Организацијата Обединети македонци ќе отпочнеме со песна, а нивната честитка испеана за Гоце Делчев. Па да запееме македонци. Гордост на Македонија.
ostao naš makedonski, гордосна Македонија. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Истјорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби и свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Како што рековме, денес е роден денот, односно празникот 152 години од рожбата на великанот Гоце Делчев. Да го чуеме и прилогот за Гоце Делчев. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш. Овој датум е со големо значење за историјата на Македонија, затоа што на овој ден е роден човекот кој е запаметен како една од најмаркантните фигури во македонското национално ослободително движење, од неговото формирање како организација па се до предвечерието на Илинденското востание во 1903 година. Гоце Делчев и се приклучил на тајната македонска револуционерна организација за време на своето учителствување во Ново село, Штипско, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на организацијата.
како еден од најангажираните агитатори и застапници на самостојноста на македонското ослободително дело, Делчев набрзо станува еден од нејзините најистакнати и најавторитетни водачи, кој со својот жар и убедливост успешно ги привлекувал македонците да се вклучат во нејзините редови. Останале запаметени неговите мисли: и смртта не е страшна кога ги откупува животот и слободата на еден народ, знаеме и свесни сме дека во жртвата не треба и не може да има степенување, зашто таа завршува кога е потребно и со име и со чест. За време на своите чести обиколки низ Македонија, Гоце Делчев постојано работел на создавање организациона мрежа со здрави и цврсти бази, комитети и комитски чети на организацијата. Станал главен војвода и инспектор на оружените чети и член на задграничното представништво на организацијата. Постојано работел на акции за собирање средства за набавка на оружје, а неговата максима била дека само добро организиран и вооружен народ може да се избори за својата слобода. Неговиот живот трагично завршува со чин на предавство во борба со османлиската војска во селото Баница, Серско, на 4 мај 1903 година. Сведок на неговото загинување бил и Димо Хаджидимов, кој подоцна оставил своји сведоштва, меѓу кои и аманетот на Делчев, неговите коски да почиваат во престолнината на слободна Македонија. Овој чин и желба на Гоце Делчев беа реализирани со пренесувањето на неговите останки од Софија во Скопје во 1946 година. Заплашува смртта и ветерот што станува вода пред низините порти, се роди Гоце Делчев. Учен да ми станеш, сине, юнак ти да бидеш. Ушта да ти вземеш, сине, а и осна сам ја. Има облик на море, а душа на ураган. На нея слетуваат морските убавици и Егеј го слави неговиот роден ден. Напини да одиш, сине, турци да се видеш. Варијан да разбиеш, сине, за наша слобода. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975-5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма.
Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Дионовски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдизинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905-459-4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Продолжуваме со македонските кралеви. Во вечерашната наша емисија ќе ве запознаеме со македонскиот крал Полипер Орхон. Полиперхон од 394 до 303 година пред нашата ера македонски генерал кој служел војска на Филип II и Александар Македонски, придружувајќи го Александар во неговите воени походи. По враќањето во Вавилон, Полиперхон бил вратен во Македонија заедно со Кратер, но стигнал само во Каликија. Кога се чуло за смртта на Александар во 323 година пред нашата ера. Заедно со Кратер продолжил за Атина, помагајќи му на Антипатер да го задуши востанието во Ламиската војна. Останал во Македонија и по Диадошката војна, останал дома како регент на Македонија додека Антипатер отпатувал за Мала Азија за да го зацврсти неговото регенство во врз цела империја. По смртта на Антипатер во 319 година пред нашата ера, Полиперхон бил назначен за регент и врховен командант на целата Македонска империја, но набрзо влегол во конфликти со Антипатеровиот син Касандр I, кој требало да биде неговиот главен заменик. Двајцата започнале граѓанска војна која набрзо се проширила на сите генерали на Александар, со тоа што Полиперхон се осојузил со Евмен против Касандар, Антигон I, Едноокиот и Птоломеј I.
Иако Полиперхон на почетокот бил успешен во заземањето на атинските градови, кој ги е прогласил за слободни, Антигон први едноокиот ја уништил неговата флота во 318 година пред нашата ера, а Касандар следната година ја зазел Атина. Накратко потоа Касандар го протерува Полиперхон од Македонија, па го зел во своји раце најмоćниот крал Филип Ариди и неговата жена Евридика. Полиперхон пребегнал во Епир, каде и се придружил на мајката на Александар Македонски Олимпија, неговата вдовица Роксана и малиот син Александар IV. Направил сојуз со Олимпија и кралот Еакит Епирски и Олимпија тргнала во поход на Македонија. Отпрвин Олимпија била успешна во својот поход со тоа што ја победила и заробила војската на кралот Филип, кого го погубила, но набргу Касандар се вратил на Пелопонес, па ја фатил и ја погубил во 316 година пред нашата ера, земајќи ги Роксана и детето под негово старателство. Сега Полиперхон пребегнал на Пелопонес, каде се уште командувал со неколку упоришта, па се сојузил со Антигон, кој сега повеќе немал сојузници. Набрго ја воспоставил својата власт врз Пелопонес, вклучувајќи ги Коринт и Сикион. По мировниот договор од 311 година пред нашата ера, помеѓу Антигон и неговите непријатели и убиството на младиот крал Александар и неговата мајка Роксана, односно Александар IV и Роксана, Полиперхон ја задржал власта во известни области. Тогаш избила војна меѓу Антигон и останатите, па Антигон му го пратил биолошкиот син на Александар Херакле на Полиперхон за да послужи во негодба против Касандар. Меѓутоа Полиперхон решил да ги раскине врските со Антигон и го убил момчето во 309 година пред нашата ера. Ја задржал власта врз Пелопонес се до неговата смрт неколку години подоцна, но престанал да се занимава со политика. Ете тоа беше за македонскиот крајал Полиперхон, а сега во продолжение со уште една моја песна, односно од мојата поезија. Дивите волци и кајоти се уште не се заситени од нивниот македонски плен. Се урнаат зидови во светот за да ги покријат нивните срамови, а за Македонија аберси немаат. Ќе дојде и тој ден кога ќе се искинат тие жичени зидови од границите кои како во пејажина ја ставија Македонија за да не може здив да земе. Бунтовниот дух го чека погодното време и меѓу Вардар, Пирин, Мала Преспа и Егеј, тие ораници во рајски порти ќе се претворат. Да, зашто во нас пламти славата на Филип и Александар, во нас пламти храброста. Ќе дојде денот кога нивните символи на предалство, нивните бели знамиња ќе се искинат и повторно ќе писнат зурлите и ќе тропнат тапаните, ќе ечи на секаде македонската песна. И дотека тие сатански слуги ќе бидат проколнати од речи сите миролюбиви народи, ние македонците ќе ја воскреснеме таа наша древна и света земја, ќе обединиме и со силен глас ќе извикаме: живи сме ние македонците, жива е Македонија! Природо вечна убавице, ти создаде се на овој свет. Ти создаде љубов и омраза, среќа, радост на овој свет. Ти создаде љубов и омраза, среќа, радост на овој свет. Јас не сакам големи богатства, ниту сакам царски палати.
slamena koliba i vo neja slatko da spija. Ja si sakam slamena koliba i vo neja slatko da spija. Najgolemo to bogatstvo znajte, zdravje, sila, mir i ljubov. To nigde ne se prodava i so pari ne se kupova. To nigde ne se prodava i so pari ne se kupova. Vije dami i vije gospodi, što imate bogati maži, no za to vije mnogu pati, česta sija prodavate. No za to vije mnogu pati, česta sija prodavate. А сега да го чуеме и мојот коментар на неделата. Зар ми можно Македонија да роди вакви изроди, шпиуни, за да денес ова што се случува во Македонија е за голем срам? Не можам да разбирам зошто Македонија со славно и големо име, со славни кралеви, цареви, комити, војводи и партизани, со славна наука и просвета да роди предавници, послушници на душманот, кои како некои отровни печурки се појавија наеднаш или поточно од некое мочуриште излегоа за да бидат такви гнасни и ја шират нивната смрдеа низ цела Македонија. Да, почитуван мој народе, тие од партијата на СДСМ, односно Социјалдемократски сојуз на Македонија, која према мене ова кратенка веќе не е тоа како што кажува, туку е сојуз на демонски, скандалозни монструми за Македонија и македонскиот народ на чело со муртинското чудовиште Зоран Заев. Во нивните во нивните празни глави, или можеби толку им делил Господ, зарем не гледаат каков греф од Господа од земјата во која се родиле, од македонскиот народ кој го уништија, поставија човек дезертер, убиец на македонскиот народ, терорист со терористичка организација ОНА и УЧК, каде ги да наредбите како нивни командант наречен Форина, а таквиот човек со име и презиме Талат Џафери во 2011 година беше поставен да биде министер за одбрана, па министер на војниците, кој тој ги убиваше, а потоа илегално Заев го постави за спикер на парламентот, додека пак во техничката влада од 100 дена сега за технички премиер на Република Македонија. Зарем немаше при толку многу други честни албанци таков убиец на македонскиот народ да се стави? Срам голем за Македонија. Тој исти Џафери кој во Брисел говореше само на албански јазик, во неговото село Форино го дочека со оваци и извици за голема Албанија или Рида како што велат. Исто така надојдоа и од Албанија и од Косово новинари и политичари да прославуваат за него, а македонските новинари буквално беа отстранети. Дали имаат акал тие од бандата на Заев и Ковачевски што направија? Или тие се со идејата за голема Албанија, каде мислат дека ќе заземат добро место како досега? А бревошкари скапани, вие од таа сатанистичка, дебилска, скандалозна монструмија или СДСМ како што ја викате, ќе бидете исврлени како партали. Секако вие сте оттуѓени, но што прави македонскиот народ? Што прави опозицијата? Зарем треба да биде нем мислејќи дека Господ ќе ни помогне?
Се сложуваме од една страна, но и ние пак на Господа треба да му помогнеме. Треба да се спротиставиме на сите надворешни душмани, отворено во тие западни амбасади што се во Република Македонија, да им се пушти протестно писмо со подписи од македонскиот народ, а не од политичарите, за да не ни се мешат во внатрешните работи во Република Македонија, како што и тие не дозволуваат во нивните држави да се мешаме. Доколку продолжат да бидат избркани, мора од Република Македонија како персона нон грата. Се уште имаме време, иако сме веќе дојдени до крајот на темната улица, едноставно да покажеме заби. Доста. Ова досегашна ненародна влада не само што ја свитка кичмата, надворешните западни сили со домашните помошници кучиња и ја искршија целата кичма, и не само кичмата, искршија раце, нозе за да бидеме инвалиди. Во нити една држава не ставаат контраверзна личност, за пример, како што е случајот со Талат Џафери, кој зеде оружје да мава против собствената држава во која се родил и која го казни, најстрого ќе го казни, ќе биде казнет со помош на Господа. И дури тогаш, кога ќе го доживее најболното, ќе свати каков злочин направил врз земјата која го родила и врз народот македонски, кој му даде преголема демократија. Зарем терористот ќе ја представува нашата македонска држава? Време е народот македонски да стане и будно да следи на секој негов чекор и поглед од неговите крвави и злобни очи, а посебно неговите раце облеани што се од крвта на македонци, кои тој со голема злоба ги убиваше во 2001 година. Ќе се вратам на околу 2 месеца претходно. Владата на Ковачевски, која тајно сакаше да ја продаде реката Црна и Тиквешкото езеро за да изградат брана, благодарение на овој што го наседнаја, му кладоја стапица на Љупчо Палевски Палчо, тука владата го изгуби сето тоа. Не се потпиша на 15 декември затоа што народот стана, но сега пак се припрема со таа брана Чебрин. Сега со овој технички премиер, терористот Талат Џафери, се појавува нов Чебрин да продадат на грците, а тоа е на Газибаба. Морам и тоа да го кажам, Муртинската црпка со име и презиме Зоран Заев, промени и имиња на улици, аеродромот во Скопје и така натаму, кои ги носеа имињата на нашите кралеви, па дури и идиотот си дозволи да го бруси, да го брише символот македонски, сонцето што велат од Кутлеш, а овој пак терористов што е премиер на техничката влада на Република Македонија од 100 дена, беше пречекан во неговото село, како што реков претходно, со извици за голема Албанија. Каде е тој Неранимајко Заев или Ковачевски или Спасовски или пак Стево Пендаровски? Молчат. Секако мора да молчат, зашто ќе бидам сега малу вулгарна и да речам, задникот го дадоа под кирија. Срам и арам на сите тие предавници јапаши. Но што пак прави македонскиот народ? Зарем треба да гледаме така наречен театар што албанските терористи на Дуи си прават што сакаат? Зарем толку се страшливци таму? Каде е сега Мицковски, каде е Апасиев, каде е Бачев, каде е Јакимовски, Трајанов и така натаму? Каде се македонските партии да го кренат гласот, но не на пресконференции или на телевизии да ми зборуваат? Овде треба да станат и да го поведат народот. Овде веќе е сериозна работата. Разбирам дека парата отвора и железни порти, но што станува со сите речиси лидери на партиите? Цело време ми зборуваат донесување на некакви си инвестиции, а никаде ги нема и се е распродадено. И цело време патот ни бил кон НАТО и Европска Унија. Кој е НАТО кога тоа нас не користи и не уништи? Плюс ни зема војници, а и секоја година им плаќаме пари, место тие да ни дават нам. Која Европска Унија која нема ни тронка од демократија во неа? Целосно уништување сака да направи врз македонскиот народ и се што е македонско, исто како што е направено со овдешните native people или како што ги викаме американски индијанци. А бре македонци во републиката, кај ви е акалот? Или дали имате акал? Како си дозволувате да гласате за некого кој не прави речиси ништо?
Ако собранието се состои од 120 членови, од нив 20 до 30 се од малцинствата на Република Македонија како албанци, бошнаци, срби, власи, турци, цигани и така натаму, а другите 90 пратеници се македонци, како си дозволувате други да ви ја кројат историјата, поточно и днината ваша, кога, иако знаеме дека со двотретинско мнозинство може да се донесе било каков закон? Ако досега сте грешеле од било какви причини, овој пат застанете здраво, бранејќи го македонскиот идентитет. Воспротивно, нека биде проклет секој ден кој продолжува да уништува се што е македонско. Инаку вечерва ќе се представам со една песна, но ќе ми извините мало. Неколку пати во моите изминати емисии ви имам спомнато дека мојот прв братучет од брат и сестра деца, Цветко Вретовски, кој беше затворен во Отешево, бидејќи ја бараше целокупна Македонија, други од пак мој братучет, а негов брат Драги Вретовски, што во негово име го имам добиено неговото име Драгица, тој загина на Сремски фронт. Цветко Вретовски заедно со Благоја Марковски од Дебрца како затвореници го изградија хотелот Европа, што е на Борис Ничов, колку што знам, и 3 други мотели во Отешево, заедно со другите затвореници. Овие двајца ја напишаа песната што последниве 35 години ја имат снимено најпрво групата Демирхисарски бисер, потоа Војо Стојановски, како и многу други соло пеачи, а и наши охридски групи. Сум ви кажала дека братучет ми Цветко од Отешево го префрлија после во затворот во Идризово, каде што беше со Ченто, а 1954 година го ослободија. Овој мој сега починат братучет по враќањето во моето родно село Велгошти го замоли Ристо Ничов Брно, кој беше самоук, за да измислува текст и мелодија, како што се велгошките песни Черешна се од корен корнеше, 3 години кате болен лежав, Велгошкото оро, па и мелодијата на песната Оф Аман, и се уште неснимената песна со текст на Цветко и Благоја, а се вика Ој дзидови дзидови. Инаку и тоа да спомнам дека во песнава Оф Аман се зборува во самите стихови Збогум Илче, утре рано заминувам. Тоа е всушност исто така од Велгошти, втор братучет на мојата мајка, инаку Илче Трпески, затвореник беше. Вечерва не ми е целта да се представам како ќе отпеам, иако гласот не ме служи. Целта ми е да ја представам содржината на песната. Како што реков, гласот не ме служи вечерва, со грлото не сум добра, но ќе се потрудам мелодично да ја отпеам се уште неснимената песна Ој дзидови дзидови, каде во секоја строфа, 3-тиот и 4-тиот стих се повторуваат. Инаку овие две песни и други стари охридски песни и слично ги пеја со самото доаѓање на братучет ми од 1954 година, односно од 1955 година на имендени, на Славик, кој ќе одеа по улиците, многу патриотски песни, и како што реков Оф Аман, народе македонски, заедно со Садиловци, како што ги викаме охридски трубадури, така да од 1955 година навистина се пеја на секој именден, кај секој кај што се одеше и дома, се пеја патриотски, можам да речам и екстремни патриотски песни, меѓу кои како што ги спомнав. Ќе се потрудам да запеам, но ќе ми извините, морам повторно вода да земам. Ќе се потрудам, реков да ја отпеам песната Ој дзидови дзидови. Реков, не ми е целта како ќе пеам, сакам содржината да ја знаете. И оди вака. Ој дзидови дзидови, и вие би проплакале, да би знале моите маки, кои сум ги тргал јас. За пиење вода немам, лебот ми е 100 грама, постелата од бетон ми е, таква ми е судбина.
Ах, да знае мојта мајка, дека ќе ме затворат, она би ме удавила во првото капење. Ах, да знае мојта сестра, дека ќе ме затворат, она би се преболила и до гроб ме жалила. Ах, да знаат моите браќа, дека ќе ме затворат, они би се осветиле и мене би спасиле. Ах, да знае мојта жена, дека ќе ме затворат, она гроб би ископала и во гроб ме повила. Ој, зидови, зидови, и вие би проплакале, да би знале моите маки, кои сум ги тргал јас. Се извинувам, реков, не сум добра со гласот, но сепак ја разбравте содржината. Но сега пак ќе ја пуштиме другата песна што ви ќе се пее, а напишана од братучет ми Цветко и исто така и од Благоја Марковски од Дебрца, а мелодијата од Ристо Ничов Брно заедно со охридските трубадури Оф Аман.
samo nemoj našte dušmani. И последните 10 минути или 12 ги искористиме со блиц вести од Македонија, за да потоа завршиме со песната на Војо Стојановски Мила Македонио, со која би сакала да ви се заблагодарам за денешното другарување со нас. Рековте ми, извините, не сум добра со гласот, малку се потрудив да ви ја отпеам, но како што реков, содржината ми беше важна за да ја дознаете, а истовремено да ви посакам пријатна седмица со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Особено да излезе да гласа на предстојните избори. Ова од Швајцарија го порача председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој заедно со подпредседателот на партијата Александар Николовски и членот на извршниот комитет Драган Ковачки е во дводневна посета на Швајцарија. Мицкоски, меѓу другото, најави дека, како што рече, новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе направи многу поблиска соработка со нашинците во странство. Тој се осврна и на проблемот со пасошите, за кој кажа дека владата во заминување оставила девастирачки проблем со патните исправи за граѓаните во Македонија. Проблемот е генерално физички и многу пати сме го објаснувале, бидејќи капацитетот моментално на машините, капацитетот на самата администрација, на Министерството, во идеални услови, годишно ниво е еднаков на околу 500.000 патни исправи. И во тоа не се опфатени личните карти, не се опфатени возачките дозволи, така натаму и така натаму, што значи дека имаме лимитиран, ограничен простор за маневар. Ако знаеме дека во овој момент околу 1.100.000, 1.200.000 патни исправи не се издадени, не се обновени, тогаш најмалку 2 години ќе ни се потребни за да биде сето ова завршено. Затоа ВМРО ДПМН покрена иницијатива пред Уставниот суд, од каде што очекуваме да се произнесе Уставниот суд и да даде свое толкување на законот за патни исправи и законот за сообраќај, кој што ги опфаќа возачките дозволи, бидејќи не се сите граѓани ставени во еднаква положба. А од СДСМ и денеска обвинија дека ВМРО ДПМН не можело како една амбасада да ја убедат за пасошите, а не 27 земји членки на Европската Унија да се смени преговарачката рамка. ДПМН не може да убеди амбасада. Истите оние кои велеа дека можат меѓународен договор да променат, дека може да го променат и францускиот предлог и преговарачката рамка. Една амбасада ДПМН не може да убеди, а не 27 земји членки на Европската Унија да се смени преговарачката рамка. Уште еден лажно креиран мит. Една невистина е целосно разоткриена. Првиот човек на Дуј Али Ахмети од Куманово порача дека оваа земја, мислејќи на Македонија, немала ниту иднина, ниту ке постоела без албанците. Зошто дел од партиите пред секои избори го радикализираат наративот и дали е тоа само дел од типичниот балкански предизборен фолклор? Одговорите ги бараше Ивана Стојановска. Пораките кои ги упати лидерот на интегративците Али Ахмети синоќа од Куманово дека без албанците оваа земја нема ниту иднина, ниту постоење, се само дел од предизборната реторика, која дополнително ќе се засилува и вжештува како што се приближуваат изборите, сметаат дел од аналитичарите. Петар Арсовски очекува вжештување на реториката која во периодот што следува ќе биде дури и порадикална и која според него ќе преовладува кај албанскиот блок, но нема да недостасува ниту помеѓу партиите од македонскиот блок. Според Владимир Божиновски, ваквите пораки пропратени со етноцентризам нема воопшто да влијаат врз гласачите и во нив гледа само политички маркетинг. Високите поделби, политичката тензија, системската криза во која се наоѓа државата, високиот дефетизам и цинизам на електоратот, ќе го направат електоратот подачлив за негативна кампања вкупно. Дополнително тоа кај партиите од помалите етнички заедници, особено кај албанските партии, дополнително ќе го засили наративот со еден етнички наратив. Спојувањето на албанската опозиција во еден заеднички блок ќе создаде можност да имаме поблизок резултат на изборите, односно ќе го загрози дуи на изборите. Тоа ќе создаде кај дуи дополнителна
дополнителен притисок, дополнителни радикални изјави во кампањата и ќе го зголеми нивото на политичка тензија. Како што нема без албанците, нема и без македонците, нема и без сите останати кои што живеат тука. Не е ова прв пат, мислам дека сме навикнати веќе на овој, така да го наречам, предизборен фолклор. Прашањето е само колку, односно дали ќе има тоа одредено влијание на гласачите, затоа што ова не е тема која што е нешто ново. Според аналитичарите, ваквите изјави нема да предизвикаат поголем безбедносен конфликт, но предупредуваат дека може да ја зголемат етнофобијата во земјава. Тешко е таквите изјави да создадат безбедносен проблем, но ќе создадат дополнителни фрустрации помеѓу двете големи етнички заедници. Може да предизвикат дополнителна етнофобија во општеството, која и вака не е на ниско ниво, имајќи ја предвид цинизмот, дефетизмот, апатијата и фрустрираноста на целиот електорат. Веќе не може да говориме за етнички тензии, туку можеме да говориме за одреден политички маркетинг кој што се обидува преку потенцирање на етникумот да привлече дополнителен број на гласови. Предизборната жестока реторика според аналитичарите може да се ублажи единствено преку формирање на предизборни коалиции, но велат дека шансите за нови меѓупартиски коалиции пред изборите се мали. Сметаат дека единствено останува да се види како ќе се позиционира Алијанса за албанците на изборите и како тоа ќе влијае на крајниот резултат. А предмалку пристигна веста дека председателот на Алијансата на албанците Арбен Таравари попладнево на Фејсбук најави дека од собранието на неговата партија ќе побара да влезат во коалиција со здружената албанска опозиција. Тоа значи дека Алијанса на албанците на изборите ќе учествува заедно со партиите на Меджити, Касами и Гаши. Имајќи ги предвид вредните и љубезни предлози на сите пријатели, членови и поддржувачи, избрав и да го слушам гласот на луѓето што денес зборува појасно од кога било. Граѓанинот бара промена. Народот бара политички систем ослободен од корупцијската епидемија, која стана најголема пречка за благосостојбата и развојот на албанците во Македонија. Како председател на Алијансата за албанците, јавно го повикувам партиското собрание да ме поддржи на ова патување и заедно да го поздравиме овој процес кој го нарекувам голема и долго чекана промена, пишува Таравари. Izvodi makedonski
ги бие и убие предавниците и душманите, име што сака да ни